Najnapred сакам да ви честитам за успешноста на ова оперативно-тактичка показна вежба Плен. За тоа што покажавте дека навистина сме подготвени да заштитиме сигурноста и безбедноста на граѓаните на Република Северна Македонија. Стаја Сабир? Само Денеска ми представува чест и задоволство што имавме можност овде во полицискиот центар Ѓорче Петров да ја проследиме оперативно-тактичката вежба под работно или кодно име Плен, која што навистина покажа подготвеност на сите структури на Министерството за внатрешни работи, односно на сите единици, поминувајќи од секторот за внатрешни работи во Скопје, специјалните единици, оддел за воздухопловство, Алфа единицата и така натаму, кои што демонстрира нивна координација успешна при извршување на тешки кривични дела, се работи за симулација на разбойништво во Музеот на современа уметност, во кој што беа одземени артефакти. Само преку вакви вежби, преку вакви симулации, ние можеме реално да бидеме и поподготвени во секој предизвик кој што стои пред македонската полиција, и затоа денеска ова што го покажува дека навистина се подготвени да ја сочуваат безбедноста, стабилноста и на граѓаните и на Република Северна Македонија. Тоа покажува дека Македонија навистина е држава која што креира или продуцира мир и стабилност и во регионот, заради тоа што справувањето со вакви силни предизвици навистина е врвен приоритет, бидејќи ако немате безбедност и стабилност, тогаш нема на што да почива државата и напредокот на таа држава. Воедно, во рамките на овој настан, имавме можност да го потпишат директорите на македонската и на косовската полиција протокол за заедничка соработка помеѓу двете полиции за формирање на заеднички тимови, истражни тимови за работа, се со цел активно, заеднички, двете држави да се спротивстават на сите облици на организиран прекограничен криминал, кој што ќе допринесе и за стабилност на двете држави, за стабилност на граѓаните на двете држави, меѓутоа и за стабилност на целиот овој регион. Денеска, она што го покажа македонските полицајци, уште повеќе е и мотив, меѓутоа обврска и за мене и за владата да направиме се, да ги подобруваме условите за нивна работа, да ги мотивираме што е можно повеќе, да вложуваме во професионалните капацитети на сите припадници на македонската полиција и на тој начин да гарантираме преку тие добри услови за работа на македонските полицајци и добра безбедност на граѓаните на Република Северна Македонија. Најавивте. Повелете. Të nderuara media, i nderuari ministri i punëve të brendshme të Republikës Veriore të Maqedonisë. Почитувани медиуми, представници на медиуми, почитуван министер за внатрешни работи на Република Северна Македонија. Sot kisha fatin të prezantoj në demonstrimin e ushtrimeve të cilat Policia e Maqedonisë i demonstron, i stimulon rastet e krimeve të rënda në mënyrë sa më profesionale dhe mënyrën sa më të mirë që është e mundur, edhe dëshmoj se kjo polici është polici e ushtruar ashtu siç duhet. Денеска имав чест да учествувам на ова показна оперативно-тактичка вежба, каде што македонската полиција покажа и докажа дека е подготвена полиција да се справи со било кои предизвици. Uroj që këso demonstrime të kemë demonstrime bilaterale të përbashkëta mes policisë së Kosovës dhe policisë së Maqedonisë, të cilat na bëjnë më të sigurt dhe më të përgatitur që të luftojmë krimin transkufitor.
Посакувам да имаме што повеќе вакви показни тактичко-оперативни вежби на билатерално ниво, за да покажеме дека нашите две полиции се подготвени за справување со и во прекограничниот криминал. Me këtë dëshmon se policia Maqedonisë nuk konsumon siguri në rajon, por është prodhuesi sigurisë në të gjithë rajonin e Ballkanit. Со ова покажавте дека Република Северна Македонија произведува стабилност во регионот, во Западен Балкан. Njëtën kohë pa të fatë që nëshru marrëveshja e formimit të task forcave të përbashkëta për luftimin e krimit transkufitar. Исто така, еве имавме чест да го подпишеме и протоколот меѓу нашите две министерства за формирање на заеднички работни тимови. Kjo dëshmon se bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë Veriore dhe Kosovës është në nivele sa më të larta. И ова е доказ за одличната, значи на многу високо ниво поставена нашата соработка. Duke falendëruar ministrin Spasovski për angazhimin që bën dhe bashkëpunimin që bën me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, за неговиот ангажман во соработката меѓу нашите две министерства, dëshmon se Kosova dhe Maqedonia janë dy vende mike të cilat gjithsesi janë duke kontribuar në gjithë rajonin e Ballkanit. Е уште еден доказ дека Република Косово и Република Северна Македонија се пријателски држави кои се залагаат за стабилност во регионот. Pa siguri nuk do të ketë as investimet nga jashtë, as qetësi dhe prosperitet të dyja shteteve. Без сигурност во нашите држави, значи нема да има ниту странски инвестиции, а ниту безбедност за самите граѓани на двете земји. Faleminderit. Ви благодарам. Господине министре, најавивте деновиве нови возила за специјалните сили, за какви возила, во колкав број? Да, најавив дека ќе имаме нови интервентни возила кои што се однесуваат за работата на специјалните единици, што, какви возила, со кои карактеристики, наврегу ќе ве повикаме, ќе ги видите. Вашето име често се спомнува за, мислам, се дознава дека премиерот Заев вашето име го предлага за технички премиер. Дали е вистина дека вие ќе бидете технички премиер на... Прво имаме уште доста време, заради тоа што во политиката времето е релативна работа и јас сум насочен апсолутно да ги реализирам тие приоритети додека сум министер за внатрешни работи. За сите прашања кои што ќе бидат за формирањето на техничката влада, кои ќе бидат личностите во таа влада, сигурно дека за тоа ќе одлучува премиерот, ќе одлучуваат органите на партијата и не би сакал уште сега да шпекулираме заради тоа што навистина тоа немаме потреба. Кога ќе дојде моментот, ќе се донесат одлуките и тие ќе бидат соопштени во јавност. Да. Ердоган најави бран на мигранти, дали Македонија е спремна и колку е спремна да се справува со оваа криза? Ние, како држава, знаете дека сме подготвени во делот на евентуално зголемување на бранот на мигранти. Ставот на владата е истиот кој што сме го имале и до сега и тука немаме промена во однос на тоа дека имаме два транзитни центри низ кои што поминуваа мигрантите. Второ, дека апсолутно ќе ја почитуваме политиката на Европската Унија во однос на справување со евентуална мигрантска криза. Сега за сега се уште немаме индиции дека може да дојде до зголемувањето на бројот на мигранти. Јас сметам дека Европската Унија треба сериозно да остане на спроведувањето на договорот со Турција, ако сакаме навистина да не ни се случи нов мигрантски бран, и тоа е работа која што морат да ја завршат челниците на Европската Унија и на Турција. Ние ги пратиме тие политики, пред се ќе работиме на заштита на нашата држава, заштита на нашите граѓани, на сигурноста и на безбедноста, а со тоа да допринесеме и за безбедноста на целиот овој регион. Заради тоа што при вакви сериозни предизвици кои што стојат пред нас, координацијата, меѓусебната размена на информациите, спроведувањето на заедничката политика е од круцијално значење. Јас имам прашање до гостинот од Косово. Зошто прво винетите за случајот Монструм се уште не се екстрадирани од Косово?
Персонат акузувар per Rastin Monstra, ако мануќа не екстрадувар на Република на Македонија. Погласно ако сакаш. Не, прашањето само го преведам. Gjësjat ata do të ekstradohen për momentin, nuk janë të ekstraduar, s'kan kalu proceset në sistemin e drejtësisë të Kosovës. Ќе бидат екстрадирани од кога ќе се завршат процедурите во Министерството за правда. Благодарам многу. Hvala.